Утринска на Тилма секогаш најавуваме различни настани на кои што можете да отидете и да уживате, па така и овој во продолжение кој што ќе го најавиме на лице место заедно со нашата Марија ќе биде добри ден уште од денес ако можете да отидете. Отварањето на пчеларскиот сајм на плоштадот Македонија во Скопје е токму денеска со отворање во точно 11 часот. Непосредно пред отворањето Марија не информира малку повеќе во детали со нејзиниот соговорник за тоа како и до кога ќе се одвива пчеларскиот сајм. Марија, добро утро. Добро утро, Иван, и до тебе ве поздравуваме токму од плоштадот Македонија во центарот на градот со цел да најавиме на убава манифестација односно пчеларскиот сајм кој што верувам дека може да се види веднаш зад мене и е организиран од страна на Пчеларската федерација на Македонија Гевгелија. За каков сајм поточно станува збор, колку денови ќе трае, односно колку време ќе имаат можност нашите граѓани да видат за што поточно станува збор. Во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Христијан Аврамовски. Да му посакаме добро утро. Добро утро и од мене. Како што кажавте, манифестацијата е во организација на Пчеларската федерација на Македонија од Гевгелија. Овде на оваа манифестација ќе има изложувачи од цела Македонија кои се членови на Пчеларската федерација и членуваат во неа. Воедно ве користам апел сите што не се зачленети во Пчеларската федерација да се зачленат, за да бидеме што поголем број. Ќе имам изложувачи, како што кажав, од цела Македонија. Ќе имам изложен мед и сите пчелни производи од нашите изложувачи што ќе бидат, значи може тука да најдат природен мед, шумски, планински, ливадски, како сакаат, можат да некој шумски од планински го нарекува, некој тоа е истиот мед, костенов мед, цветен со костен, мешана паша исто, значи ќе има повеќе видови на медови од цела Македонија и секако комбинации од мед. Мед и што ги имаат пчеларите, например, мед и матичен млеч, чист матичен млеч, може да има некој има комбинации со прополис, значи повеќе комбинации, чист прополис, мешавина прополис за грло користење. Буквално све ќе им изложам. И ве поточно за вашиот штанд, кои се оние производи кои што се во комбинација? Така, значи ние имаме неколку комбинации, тоа е бронхомедот, исто енерджи бомба имаме за детокс на телото, тоа е за наутро се користи, исто за прочистување на ако имаме вишок триглицериди, многу добар. Имаме чокомед, исто е добар за потекнување за покачување на железото. Имаме шумски мед, ливадски мед и цветен костен, тоа е мешана паша кој можеме со гордост да се пофалиме на нашето пчеларство во тој мед, зашто го добиваме од средина кај што е еколошки чиста и имаме многу позитивни реакции од нашите потрошувачи. Овој пчеларски сајм ќе трае 4 дена до 19 часот, од 8 наутро до 19 часот. Посетителите, освен тоа што ќе имаат можност да купат пчелни производи, дали ќе имаат можност и да се информираат повеќе од вас доколку сакаат за некои одредени производи и дали можат да дегустираат? Да, значи тоа е целта на ваквите манифестации што се одржуваат. Значи целта е за да можеме ние пчеларите да се доближиме поблиску, да дојдеме до потрошувачите, на конзументите на мед и да ги едуцираме доколку нешто сакаат да не прашаат, слободно може да не прашаат, можеме да им објасниме какви медови, зашто сакаат да го користат медот, например какви комбинации, зашто им се потребни, дали за покачување на имунитет, сега што е времето е баш за користење на, да речеме, матичен млеч може да се користи сега за да го добиеме оној јакиот имунитет што ќе ни биде во јануар месец. Значи овдека изложувачите имаат, да речеме, должност све што ги интересира потрошувачите да им објаснат и да им кажат и да ги доближиме да дојдат до нас да купат мед од директниот производител. Дали можеби се сеќавате кои се најчестите поставувани прашања со оглед на тоа дека често пати сте биле дел од вакви слични манифестации, што најмногу ги интересира граѓаните во однос на пчелните производи? Па најмногу ги интересира од што е медот, каде се наоѓа медот, дали е во чиста средина, тоа е на првото прашање. Комбинациите ги интересира, например, мед со матичен млеч, пак ќе го кажам, ги интересира зашто сакаат природно да го потикнуваат маце на повисоко ниво веќе свеста. Овие неколку години од кога заврши короната, да речам, и кога беше короната, дојде на повисоко ниво свеста за здрав живот, да речам, да се води и луѓето се навикнаа да користат мед и се навикнуваат се уште да користат мед и сакаат, например, за матичниот млеч помал
помоци имаат слушано, па прашуваат што е тоа, како се добива, како вие го вадите тој млеч, па како успевате тоа да го направите. Значи ние нас не е должност тоа да им го кажеме, да им го објасниме дека сме ние тие што го произведуваме, дека ние тие што ги чуваме пчелите, што го произведуваме млечо, значи што како тоа се прави све. Можеме да сумираме дека има повеќе изложувачи од различни делови на Македонија, каде што освен самата промоција на нивните вистински пчелни производи, исто така и граѓаните што повеќе да се информираат вистински околу самите производи. Да, како што кажавте, значи имаме од повеќе места изложувачи и тоа ни е целта за граѓаните да можат да се информираат и да дознаат како треба да е етикетиран медот, како треба да е обележан и како да се уверат дека е тој 100% природен мед. Овдека, значи со гаранција секој дека има сертификат, секој дека има анализа, секој дека има пчеларник и секој дека е пчелар, гарантираме ние како федерација и за тоа се тука на оваа манифестација. Пак ќе повторам уште еднаш, значи целта на овие манифестации е доближување на потрошувачите до директниот производител. Ево уште рано наутро можеме да видиме дека имаме заинтересираност од нашите сограѓани токму за пчелните производи. Верувам дека и на гледачите го привлековме вниманието. Пред самиот крај ќе ве прашам една информација, сакаме да дознаеме во однос на оваа тема. Зошто пчелите се важни за екосистемот? Верувам дека е важно да се напомене. Да, пчелите се најважни за екосистемот. Знаеме дека дури од 85% до 90% ја опрашуваат, да речеме, цветовите во природата и е многу битно за биодиверзитетот да може да се обновува, да речеме, значи за посебно градинарство, полјоделство, многу се важни пчелите. Ако имаме ние пчели, тогаш ќе имаме и поголемо земјоделско производство, зашто пчелата ни го одржува светот. Благодарам за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можноста да се вклучиме во живот токму од овој саем. Благодарам и на вам. Уште еднаш ја користам оваа прилика да ги поканам сите конзументи на мед да повелат да дојдат на плоштад Македонија и да не посетат да пробаат мед, да вкусат природен мед. Благодарам уште еднаш. Се разбира дека и јас ќе ги поканам сите наши гледачи доколку се во можност и поминуваат токму од плоштадот Македонија да видат за каков поточно саем станува збор, каде што ќе можат освен да добијат вистински информации за вистинскиот мед и пчелните производи, исто така ќе имаат можности да ги дегустираат. Овој пчеларски саем е отворен до 9 ноември од 8 наутро до 19 часот попладне, така да слободно оние кои што се во можност може да дојдат и да видат за што станува збор во текот на тие денови. Да, Марија, ти благодарам и за овие информации и ги покануваме нашите гледачи, нели доколку си немаат се уште набавено мед, да отидат и да уживаат и да си одберат, се разбира, но и да имаат одбрано. Можат да прошетаат и да уживаат во нели оние понуди кои што ги има, кои што ги гледаме во позадина.